Нови очекувања за најкапиталниот проект во источниот регион. Најавата на премиерот Мицкоски дека се преговара со 3 мокни држави за да ја доизградат клиничката болница во Штип, но и таа во Кичево, им даде нова надеж на пациентите. После 8 години тапкање во место, работите конечно ќе мрднат од мртва точка, а граѓаните ќе добијат современа болница која ги задоволува сите стандарди за лекување. Клиничката болница треба да биде приоритет за Штип. Не само Штип. Цела Источна Македонија се лекува во клиничката болница. Па ќе значи многу добро за сите нас, и пензионери, и млади, и стари, за сите. Треба да се направи. Оти више она ми е нефункционално. Гледа. Старата болница. Старата. И додека се чека на новата, се вложува и во старата болница. Оделението за физикална терапија која е со најголем број на пациенти, а зградата во која се наоѓа е оставена на забот на времето, доби 2 нови мултифункционални апарати, со кои значително ќе се намалат гужвите и листите на чекање. Најмодерни, со кои мултифункционални терапии го интегриравме системот, кабинскиот систем на работа кај нас. Со овој кабински систем на работа, секој пациент ќе бил услужен на едно место, со самото тоа ќе се намалат гужвите и чекањата во физикална терапија Штип. Со интегрирањето на новиот систем се надеваме дека можеме да услужиме повеќе пациенти и да имаме поквалитетна здравствена услуга за истите. Физикалната терапија е единствената во истокот каде лекувањето се темели на третмани со високо квалитетна минерална вода, па поради тоа и гужвата е огромна. Во оваа зграда каде таваните и ѕидовите се мувлосани, а по подовите има дупки, дневно се лекуваат околу 100 пациенти.